Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги, почитувана македонска јавност и медиуми. Денес имаме доставен предлог на 20 членови на техничката влада на Република Македонија, предводена од техничкиот премиер Талат Џафери. Само пред 11 месеци имаше исто реконструкција на влада и таа реконструкција беше формирана демек во интерес на остварување на стратешките цели на државата и во интерес на граѓаните. Нема ниту С од стратешките цели, а нема ниту задоволни граѓани. Имаме нарушени и заладени односи со соседните држави, имаме заробени, сиромашни и незадоволни граѓани во сопствената држава. Мандатот го поминавме во реконструкција на влади, а ништо не сработивте. Па и сега, 3 месеци пред избори, техничкиот премиер назначува нови министри и тоа Илир Демири за министр за здравство и Наим Бајрами за министр за информатичко општество и администрација. И според него, ова го прави за да може владата да функционира соодветно на процедурата која е пропишана и надлежностите дадени со устав. Но што во суштина се случува во овој неполн 4-годишен мандат? Едни партии излегуваат, други влегуваат, се прави реконструкција, а бенефит од тоа граѓаните ништо не видоа. Се прашувам дали за помалку од 100 дена пред избори новите министри ќе ги решат проблемите во здравството и во информатичкото општество и администрација кои се наталожени со години. Дали ќе ги решат проблемите со паркингот, криминалот и корупцијата кои се случија во здравството? Дали ќе ги решат проблемите во администрацијата, па и во другите институции? Очигледно е дека ќе има промена само на фотелите, а резултат ќе нема. Вистинска промена ќе има на 8 мај, кога граѓаните ќе ве казнат за сите изминати години во лажење. За влезот во Европската Унија и за бесплатното здравство, кое не им го обезбедивте. За хаосот кој го приредивте на администрацијата. За неорганизираното и несовесно работење со кој им го ускративте основното право на граѓаните, а тоа е правото на слободно движење. За хаосот кој владее во Министерството за внатрешни работи, за учениците кои одеа на училиште, а немаа учебници, за правдата која ја ветивте, а не ја донесовте, за неказнетиот криминал и корупција што се широко распространети од највисоко до најниско ниво. Ова се причини заради кои 90% од младите во земјата сакаат да се иселат. Почитувани граѓани, владата на СДСМ и ДУИ го сведе капацитетот на живење на државата на минимум. За 7 години владење излезе дека досегашните нивни политики се катастрофални и ја вратија државата назад. Како дојдовме до овој степен на корупција, пропратено со измешани изјави на извршната и судската власт? Како за 7 години власт нема никакви реформи на виделина? Само се најавуваат и пуштаат соопштенија за борба со корупцијата, реформа во правосудството, јавната администрација, здравството и така натаму, а во реалност ништо не е спроведено. Низа скандали беа објавени од страна на нашата партија, од ВМРО, од ДПМН. Па така по притисок од опозицијата, од јавноста и од меѓународните партнери започнаа некои судски постапки, но разрешница не гледаме. Доаѓаат напомош специјални странски тимови, не само американски, туку и германски тим, а има и француски експерти кои доаѓаат да ни помогнат. Ова покажува дека во нашата држава со корупција се борат исклучиво амбасадите, односно меѓународната заедница, и крајно понижувачки е странски експерти да им помагаат на нашите неспособни институции. Суштината, почитувани граѓани, е дека дел од државата нема институции кои се способни да се борат со корупцијата и дека генерално Република Македонија со ваква неспособна влада не е функционална во повеќе сфери. Перцепцијата на граѓаните е дека ништо не функционира, едноставно како намерно да се разнебитуваат и уништуваат темелите на државата. Нема област во која нема проблеми,
независно дали се работи за здравство, земјоделие, образование, администрација, судство. Последен аларм ни се бројките од пописот кои се поразителни за сите општини и за целата држава, кои покажуваат дека има големо иселување и тоа не само на младите, туку општо кај сите генерации. Последна информација што излезе пред околу 1 месец и доказ за тоа е што 50 ученици од Штип не го продолжиле своето школување во второто полугодие. Истото се случува, за жал, и во другите градови во државата. За 20 години околу 200.000 граѓани се иселиле од државата. Оваа бројка е поразителна, особено за неуспешните економски политики на актуелната влада и нефункционалноста на институциите. Со оваа влада, Република Македонија стана најкорумпираната држава во Европа, со огромна сиромаштија, високи цени на основни прехранбени производи, највисока инфлација и најслаба економија во регионот. 600.000 наши граѓани, за жал, живеат со 150 денари на ден. Владе е тотално разочарување. Иако нудевте забрзан економски раст и развој, зголемување на домашните и иностранските инвестиции, за жал, ништо од понуденото. Економски раст нема, развој на државата нема, најдолни сме во регионот и на Балканот. Странски инвестиции исто нема. Но денот за решавање на сите овие проблеми се ближи. На 8 мај граѓаните ќе извојуваат голема победа и ќе стават крај на сите ваши погрешни политики и понижувања. Граѓаните овој пат нема да сгрешат. Благодарам.